Целосно затворање на балканската мигрантска рута, чии дел е Македонија, почитувани е во фокусот на ова издание на темата на неделата. Станува збор за план кој треба да биде подготвен до април годинава. Имено министрите за внатрешни работи и за одбрана од земјите кои се наоѓаат на балканската мигрантска рута неодамна во Виена се согласија да ги дозапечатат и онака затворените граници за да спречат можен бран луѓе кои се обидуваат да стигнат до богатите земји во Европската унија. Целта е, велат, подобра координација за да не се повторат ситуациите од 2015 и 2016 година. Гоце Атанасов. Планот за затворање на преостанатите дупки на рутата од Грција до Австрија и Германија треба да биде подготвен до април. Се согласија деновиве во Виена министрите за внатрешни работи и за одбрана од земјите кои се наоѓаат на балканската мигрантска рута. Планот е врз основа на претпоставката за можно пропаѓање на договорот меѓу Брисел и Анкара за задржување на мигрантите во Турција. Најголемиот мигрантски бран се одвиваше во 2015 и 2016 година, кога илјадници луѓе од Блискиот Исток секојдневно ги минуваа границите до Австрија и до Унгарија. Нивниот број се намали откако балканската рута и официјално беше затворена пред 11 месеци. Сепак само во јануари во Австрија илегално влегле околу 1000 луѓе за да побараат азил. Ситуацијата не е како што предвидував на оцени Петер Доскоцил, министер за одбрана на Австрија, земја која го презеде раководството на регионалниот одговор на мигрантската криза. Австрискиот министер за внатрешни работи Wolfgang Sobotka пак вели: Wir wollen einen Koordinationsmechanismus etablieren, der aus Selbstverständlichkeit bei den unterschiedlichsten Anforderungen anspringt. Das heißt, nicht nur diplomatische Beziehungen, die in der letzten Zeit sehr intensiv geführt wurden, sondern ein Regelwerk erstellen, wie diese Länder in einer Kaskade auf die Herausforderungen reagieren. Дека мигрантскиот бран може да се повтори сведочат и жителите на грчкото место Орестијада во близина на реката Еврос на границата меѓу Грција и Турција. Поради лошите зимски услови на Егејското море и неможноста лесно да се стигне на грчките острови, мигрантите ја користат оваа накратка рута кон Европа. Пасхалис Сиритудис, кој е шеф на тамошната полиција, вели: Όμως δεν προκύπτει τέτοια λόγια ροής. Αν με ρωτάτε αν έχει λυθεί το πρόβλημα, όχι, δεν έχει λυθεί, είναι συνεχόμενο. Αν με ρωτάτε αν έχουμε αύξηση, ναι, έχουμε αύξηση. Αυτή που περιμέναμε κάθε χρόνο και λίγο παραπάνω. Полицијата спроведе неколку акции за одбивање, но мигрантите се уште им плаќаат на шверцерите над 2000 евра за да ги пренесат преку реката. Најмногу се од Сирија. Тие во Грција веднаш добиваат третма на бегалци. Оние другите се соочуваат со депортација или со злоставување од страна на шверцерите, кои најчесто ги оставаат да се снаоѓаат сами. Македонија е дел од балканската рута, а внатре во земјата на некој начин во моментов се заглавени околу 100 мигранти. Страв, неизвестност што ќе биде со нив. Ја губат надежта дека ќе стигнат до Западна Европа, не сакаат назад во Грција, ниту пак во земјите од каде што доаѓаат. Ова е нивната приказна од кампот во Гевгелија, каде што беа Зорана Спасовска и Горан Стефановиќ. Не пречекаа со отворени врати. Иако за нив земјава, вратите одамна ги затвори. Ни покажаа како е да се живее во контейнер од неколку квадрати, речиси 1 година. Основни намирници за живот имаме, но надеж за да стигнеме до некоја од западноевропските земји немаме, вели семејството бегалци од Сирија. Малиот Халил го родила во Скопје. Се надева дека првите чекори ќе ги направи тука, во кампот во Гевгелија. Maybe now they come to tell us to go back to Greece later tomorrow, we don't know. Every day we are ready to go back to Greece, they take us, but we don't know when. 10-члено курдско семејство од Ирак вели дека во оваа просторија јадат и го поминуваат денот, а во оваа спијат. Ова е втората сопруга на Домо Ширак, со 7-месечната Струмица, која името го добила по градот во кој се родила. Неговата прва сопруга, Алеизах, подготвува јадење за 7 мали дечиња. На лош англиски јазик ни се пожали дека неизвестноста најмногу ја плаши, затоа што не знае дали ќе останат тука или наскоро ќе бидат вратени во Грција. За 1 година, колку што се во кампот, научиле по некој збор на македонски. Велат, иако не смеат да излезат надвор од кампот, сепак безбедноста им е на прво место, а назад во Ирак не се враќаат. Iraq, Yazidi problem, yani speak Daesh, speak you Yazidi children like this.
е проблем. Детската игра и смеа се единствените звуци во полупразниот камп во кој неодамна имаше врвулица од луѓе. Од почетокот на мигрантската криза по овој пат поминаа речиси 1 милион луѓе кои што бегаа од војни, барајќи го својот спас во некои од западноевропските земји. По затварањето на границата веќе една година од прилика 100 семејства останаа заглавени во Македонија. Можноста за подобар живот во некои од западноевропските земји за жителите на овој камп станува се подалечна. Но стравот дека ќе мора да се вратат чекор назад во Грција и дека кампот ќе ги затвори вратите за нив станува се поголем. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, во која се осврнавме на планираното целосно затворање на балканската мигрантска рута. Следете не на slobodnaevropa.mk и нашите социјални мрежи. До гледање.